студиото со вас Маријан Николовски. Попладневни вести во 16. Денеска гледаме. Македонија го чествува денот на светите Кирил и Методий. Премиерот од Света Софија во Охрид порача дека државата мора да влезе во Европската Унија и потребно е итно обединување околу националните интереси. Викенд пол со случаи на семејно и детско насилство. Најпроблематични случаи се забележани во Битола и во Скопје. Неделава почнува судскиот процес за судијата Ѓоко Ристов. САД и Иран пред нов можен договор за мир. Во овие вести детали за чествувањето на се словенските просветители Кирил и Методий. Останете на сител, почнуваме веднаш. Македонија денеска во Охрид, духовниот центар на државата, го одбележа 24 мај, денот на се словенските браќа, светите Кирил и Методий. За чествувањето во овие вести, Нина Ритоновска, кои се пораките? Со полагање на свежо цвеќе пред споменикот на Свети Кирил и Методий, лоциран на кеот на Охридското езеро и свечена академија токму тука во Катедралната црква Света Софија, се одбележува денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методий. На свеченоста присуствуваа голем број представници од државниот врв, а свој обраќање имаше премиерот Христијан Мицкоски, кој истакна дека празникот на Свети Кирил и Методий е празник на одговорност. Одговорност кон јазикот, кон училиштето, знаењето, одговорност кон идните генерации. Образованието е нашето најмоќно оружје. Државата може да гради, како што рече, патишта и мостови, но доколку нема образовани генерации, гради без темел. Премиерот Мицкоски исто така се осврна и дека државата мора да влезе во Европската Унија, но и дека мора да ги зачува оние вредности кои што ги поседува нашата држава. Исто така се осврна и на уште една важна тема, борбата против корупцијата и постигнувањето на правдата. Повеќе гледаме во прилогот во продолжение. Нашите одлуки одредуваат нашата иднина. Ако се држиме цврсто и обединето без оглед на тоа кој е на другата страна, ќе останеме цврсти, а споделената мака е помала мака. Токму тоа јадро било разнишувано и удирано во историската судбина на Македонија. Македонија се соочува со сериозна и неправедна блокада во незините интеграции, истакна премиерот Христијан Мицкоски на свечената академија од слово до вечност на одбележувањето на денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методий. Земјата се соочува со сериозна и неправедна блокада во незините интеграции. И можам да ги разберам, иако не ги оправдувам позициите на еден од нашите соседи. Но не можам да ги разберам, ниту оправдам домашните политичари кои делуваат како специјални пратеници на раководството на една наша соседна држава. Тоа што тие го зборуваат, тоа го зборуваат и овие нашиве домашниве политичари и нивните представници. Поразително. Тоа не поразува и како нација. Имаме отсуство кај дел од луѓето на чувство за припадност кон својот народ и подготвеност со гордост да го носат она што јас го велам. Мекото ткиво на македонскиот народ. Мицкоски исто така порача дека државата мора да остане достоинствена на својот европски пат, но без откажување од националниот идентитет и јазик, повикувајќи на обединување на општеството околу клучните национални и образовни цели. Направив се како претседател на владата за да подадам рака кон овие кои што се денес за жал мекото ткиво на македонскиот идентитет, да се свестат, заедно да се обединиме, да се бориме, да бидеме обединети. Тие секоја шанса ја испуштија. И нормално ние нема постојано да чекаме тие да се одобруваат, за да делуваме заедно за националните интереси. Затоа јас повикувам на народно, сенародно и интелектуално обединување на државата. Животот овде на овие македонски простори, каде историските околности не секогаш биле наклонети кон нас и кон нашите стремежи, не овозможил да созреме како народ со свој јазик и култура, подлече епископот Хераклејски Климент. Тоа пак кај нас не предизвикало себедоволност и затвореност кон другиот, ниту надменост и гордост во нашиот народен хабитус, туку сосема спротивно. Ја развило длабоката свест и емпатија
за меѓусебните релации и вековните врски со сите со кои го делиме просторот и заедничкото секојдневие. Примерот Мицкоски подлече дека браќата Кирил и Методи испратиле порака која и денес е современа и моќна. Секој народ има право на образование, култура, духовен израз и свој јазик. Народ кој не ја познава својата писменост и култура лесно станува тук во сопствената историја. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Кирил и Методий го изградија и се вградија во темелот на духовниот и културниот идентитет на словенските народи, меѓу кои на македонскиот нивниот подвиг не се состои само во создавање на азбуката, тука и во отварањето на можност на човекот да ги артикулира својата мисла, вера и култура. Култура, самосвест на јазикот што го разбира, нагласува претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова во честитката по повод денот на светите браќа Кирил и Методий. Во време на неизвестност, длабоки поделби, се поизразена оттуѓеност, денешниот ден не подсетува дека без култура, образование и наука, но и без вредностен систем, ниту едно општество не може да изгради меѓусебна доверба и заедништво. Јазикот не е само збир на зборови, туку и колективна меморија, вредносен код и чувство на припадност што еден народ ги пренесува низ времето од генерација на генерација, вели Силјановска-Давкова. Наследството на Свети Кирил и Методий останува трајна инспирација за зачувување на универзалните вредности на значењето, диалогот и почитувањето меѓу народите, пишува во денешната честитка на претседателот на Собранието Африм Гаши. Повод 24 мај, денот на светите Кирил и Методий, изразувам почит и благодарност кон двајцата просветители, кои со својата мисија ги поставија темелите на писменоста, образованието и духовниот и културниот развој на словенските народи. На овој значаен ден ја потврдуваме нашата посветеност кон образованието, културата и соработката, како вредности што градат демократски и напредни општества. Оваа година денот на светите Кирил и Методий го одбележуваме во Ватикан, каде што ја предводам државната делегација на Република Северна Македонија на традиционалниот настан во чест на Свети Кирил, вели Гаши. Мисијата на браќата Кирил и Методий има непроценлива улога во промовирањето на стремежот за еднаквости на народите и равноправност на јазиците, но и во создавањето на македонската писменост. Горди сме што нивното просветителско и духовно наследство е длабоко поврзано со нашата татковина, со Охрид како еден од најзначајните центри на словенската писменост, пишува пак лидерот на СДСМ во честитката. Денес, кога се шират измислени и лажни закани за македонскиот јазик и идентитет, важно е да подсетиме дека никој не може да го загрози она што е меѓународно потврдено. Благодарение на државничките одлуки на СДСМ, македонскиот јазик е признат и рамноправен во Европската унија. Македонскиот идентитет е потврден. Тоа се факти кои не може да ги избрише ниту една дневно-политичка манипулација. Светите Кирил и Методий не учеа дека напредокот доаѓа преку знаење, просветителство и отвореност кон светот. Токму затоа нашата обврска денес е да го чуваме и унапредуваме македонскиот јазик, но и да обезбедиме европска иднина за младите генерации, вели Филипче. Викенд пол со случаи на семејно и детско насилство. Најпроблематични случаи се забележани во Битола и во Скопје. Неделава почнува судскиот процес за судијата Ѓоко Ристов. Црната статистика на семејно и насилство врз деца е во енормен пораст. Само за време на изминатиот викенд полициските билтени се преполни со брутални пресметки, напади на малолетници, семејно насилство. Најдраматични случаи се забележани во Битола и во Скопје, за што обвинителството поведе итни постапки. Вистински хорор преживеала 18-годишна девојка од Битола која се враќала од својата матурска прослава. Незиниот 40-годишен партнер ја пресретнал, ја затворил во автомобил и го одзел телефонот и брутално ја претепал. За овој случај основното јавно обвинителство во Битола побара итен притвор поради опасност од бегство и повторување на делото. Оштетената го молела да ја пушти да излезе и кога запреле на една локација се обидела да го напушти возилото, но осумничениот тргнал по неа и започнал да ја удира. Начинот на извршување на делото укажува на особено насилнички и контролирачки порив кон младата жртва.
Насилство врз дете згрози скопската јавност. Во дворот на основно училиште во Илинден 49 годишен татко, наместо да ги смири децата, физички нападнал врсник на својот син, нанесувајќи му расекотини и подливи. ОЈО Скопје отвори постапка за насилство врз дете. Јавниот обвинител до судија на претходна постапка достави предлог за определување мерки на предпазливост обврска осомничениот да се јавува во судот и забрана да се приближува на оштетеното дете. Само во изминатото деноноќе дури 5 лица се приведени за семејно насилство. Во Кичево е уапсен 43 годишен маж по пријава од неговата поранешна 22 годишна партнерка, додека во Скопски центар расправија меѓу сопружници завршила со взаемна физичка пресметка, па полицијата ги евидентирала двете пријави. Во Ѓорче Петров жена била нападната од партнерот со тврд предмет. Сериозна драма се одвивала и во Неготино, каде 19 годишна девојка собрала храброст да го пријави сопствениот татко за секојдневно физичко насилство кое го трпеле со нејзиниот малолетен брат. Таткото добил решение итно да го напушти домот. Пријави за семејно насилство имало и во Пробишти, Тетовско и во Крива Паланка. Од МВР уверуваа дека се преземаат сите мерки за целосно расчистување на случаите, пошто против насилниците ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Следната недела почнува судскиот процес за апелациониот судија Ѓоко Ристов, кај кого беа пронајдени задзидани 350.000 евра. Експертската јавност смета дека ваквите случаи делумно ја враќаат довербата на граѓаните во судството. Апелацискиот судија Ѓоко Ристов, кај кој беа пронајдени 350.000 евра задзидани во домот на неговите родители, седнува на обвинителна клупа. Првото судско рочиште ќе се одржи во четврток, а предметот ќе го води судијката Билјана Коцевска. Според обвинението, Ристов се гони за противправно стекнување и прикривање имот и перење пари, бидејќи во текот на истрагата, судијата не докажал дека легално ги стекнал парите. Според граѓанските организации кои ги следат состојбите во правосудството, откривањето корупцијски случаи во кои се вмешани судии делумно ја враќаат довербата во правосудниот систем. За да можеме да зборуваме за враќање на доверба, сметам дека е потребно да се расветлат и сите влијанија. Значи, без да ги расчистиме сите случаеви, да видиме кои се тие суди кои што немаат интегритет и не може да се справат со овие влијанија, мислам дека граѓаните нема да бидат доволно убедени и нема да можеме да зборуваме за враќање на довербата. Случајот со апелацискиот судија беше откриен откако адвокатот Фехми Стафа беше фатен со подкуп од 20.000 евра. Му ги дала сестрата на Љупчо Пецов ѓаволот за тој да не добие притвор како обвинет во предметот адитив. Минатиот месец Стафа призна вина и во спогодба со обвинителството беше осуден на затвор од 15 месеци. Неодамна обвинителството информираше дека гостиварски судија е осомничен дека зел мито од 8.000 евра за да влијае кај судии во граѓански спор. Тој веднаш беше суспендиран од работното место, а додека трае истрагата, за него судот одреди мерки на предпазливост. Заради земање мито, на 3 години затвор беше осуден и врховниот судија Наќа Ѓорѓиев. Во случајот беше вмешан и Иџет Мемети, тогашен член на Советот на јавни обвинители. Тој доби условна затворска казна и забрана за вршење на професија. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Власти и опозицијата и денеска во меѓусебни обвинувања за предавства на националните интереси. Вистински патриотизам и интеграција на Македонија во Европската Унија порачуваат денеска од СДСМ. На одбележувањето на денот на светите Кирил и Методи од партијата велат дека се горди што го заштителе македонскиот јазик. Според опозицијата, благодарение на нивните храбри државнички одлуки и со договорот со Фронтекс, македонскиот јазик денес е признат и рамноправен и во Европската Унија и во Обединетите нации. За жал изгубивме години кои не смееме повеќе да ги губиме. Патриотизам не е создавање поделби меѓу граѓаните. Изолацијата не носи добро на ниту еден народ. Вистински патриотизам е да ја обезбедиш иднината на државата, да го заштитиш идентитетот и да обезбедиш рамноправно место за Македонија меѓу европските народи. Интеграцијата во Европската Унија, во големото европско семејство на рамноправни народи, е најголемиот чин на патриотизам и најсилната гаранција за иднината на македонскиот народ, македонскиот јазик и македонската држава.
Од ВМРО ДПМН пак и денеска обвинуваат дека СДСМ се главни соработници на бугарската пропаганда во Македонија. Доказ за тоа е средбата на Земон со антимакедонскиот активист во Софија Виктор Стојанов. Освежувањето и засилувањето на Филипче и СДС со Рубин Земон заврши со големо фијаско. Дури видни членови на СДС му укажале на Филипче дека со оваа работа отидено е предалеку, па затоа му било кажано на Рубин Земон да замине од СДС, но да продолжи со тоа што му е работа, а тоа е соработката со Бугарија и ширење на бугарска пропаганда. Филипче е фатен во небрано, откриени му се намерите и доколку вака продолжи, СДС ке стане доел. Оставката која Земон по средбата ја поднесе од член на извршниот одбор на СДСМ, лидерот на партијата вчера рече дека е одличен морален чин и доказ дека СДСМ не работи за бугарските, туку исклучиво за македонските национални интереси. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Кои се светите браќа, за нивната улога во светските процеси, како се развиваат нивните мисии, глаголицата и писменоста, односите со Ватикан, христијанизацијата на Европа, во тема на денот универзитетскиот професор Александар Атанасовски. Заврши фестивалот на народни песни Пеце Атанасовски, Дарко Штарговски јавува за наградените. Дејан Лазаров од фолклорниот ансамбл Осоговски извор од Кочанско Ризари е добитник на наградата Гајдата на Пеце Атанасовски на годинешниот 52-ри фестивал на народни песни и инструменти кој што се одржа во Прилеп и Долнени. Додека пак Гран При наградата годинава ја понесе фолклорниот ансамбл Седенка од Скопје. Лазаров не ги криеше емоциите за наградата која што ја освои. Гајда активно свири од 2011-та, а од своји 3 години свири на тамбура. Многу ме привлече така мелодиите, звуците на нашите гајдачи како Пеце, како од нашиот крај, што се Јордан Димитров и да не ги набројувам сите, значи фала им на сите. Значи ете така, многу, значи, имаше, прво почнав со мојата фамилија се музикални, татко ми, чичо ми свират, пеат, дедо ми пее, свиреше. Жири комисијата истакна дека годинава на вистина имала тешка задача да ги одбере најдобрите од околу 250 учесници, затоа што при одлуката решавале мали ситни детали. Гран При наградата се доделува на ансамбл кој ќе се покаже со комплетен настап, дали ќе биде песна, дали ќе биде инструментална или вокално-инструментална изведба, значи комплетен настап. А тука беше и носијата, значи прекрасни носии од Скопска Блатија. Гран При наградата сепак треба да биде добар гајдаџија кој на вистина ќе даде убава боја, ќе даде убав тон. Радува тоа што 80% од сите учесници беа млади. Имавме богата програма, од сите краеви на Македонија се представија со нешто свое од својот крај. На вистина публиката мислам дека уживаше и двата фестивалски вечери. Исто така семинаристите кои ни беа во изминатите неколку дена беа навистина прекрасни. Соработката со основното училиште Пецо Даскал продолжува и понатаму. Фестивал во Пеце Атанасовски уште еднаш покажа дека е достоен чувар на нашиот фолклор и мелос и дека тоа ќе продолжи да го прави и во иднина. За Сител, Дарко Штарговски. И тука е крајот на овие вести во Централниот дневник во 19 во тема на ден. Гостин е универзитетскиот професор Александар Атанасовски. Зборуваме за